16 години пописот заглавен во канџите на политиката двоесен Груевски и Ахмети под истрага на специјалното јавно обвинителство за пописот од 2011 година. Меѓутоа, на повидок нов попис кој што треба да се одржи во 2020 година, на што граѓанските организации, особено ромските, бурно реагираа во делот на етничкото пребројување кој што согласно овој попис кој што треба да се одржи, се претпоставува дека нема да го има. Каков е вашиот став по однос на ова прашање? Дали воопшто овој модел на попис е добар модел и дали етничкото пребројување е битен фактор при вршење на попис на населението? Мислам дека за жал и овој пат политичките партии, особено поголемите етнички политички партии, македонските политички партии и албанските политички партии ќе го задржат, односно ќе го киднапираат овој демографски, па и политички акт кој што е многу значаен за нашата држава, за граѓанството и за политичките перспективи во однос на планирање на тоа, како ние ќе планираме распределбата во ова како се држава и како ние после тоа ќе планираме општеството врз база на кои принципи и фактички на кои вредности. Па мислам дека за мерката на ромските организации е на место, меѓутоа јас сакам да кажам дека манипулацијата со етничките теми во Република Македонија до овој фактички момент е многу голема, односно била многу голема. Оној националистички момент помеѓу македонските албанците и па тие шовинистички наслаги кои што ги има во дневната политика, па мислам дека се одразува, односно ги репресира помалите етнички заедници, особено ромите, кои во суштина па се во овој случај задња рупа свирала, поради тоа што никој не ги консултира, никој не ги прашува. Па јас на едно интервју пред една година фактички кажав дека нас па не треба пребројување, меѓутоа пребројување во однос колку сиромашни имаме ние во оваа фактички држава и како ние и врз база на тоа би требало ние да ги планираме идните политики кои што главно би биле социјални, меѓутоа и економски, но и граѓански во таа политичка и државничка сфера. Па сметам дека пребројувањето во оваа насока би се поклопило и со социјалниот статус беќе ромите, поради тоа што мислам дека е на како да кажем незавидно ниво, поради тоа што знаеме дека поголемиот дел од ромската етничка заедница се и етнички, и политички, меѓутоа и социјално пред се, како да кажам, репресирани. Така што имам амбивалентни ставови околу тоа дали да има, како се вика, етничко пребројување, односно етничката графа. Го разбирам па моментот дека етничката графа па може да создава импликации, особено импликации и компликации во однос на македонско-албанските односи, меѓутоа на ромите тоа им е позначено и сметам дека треба да има и таа графа. Потокму поради тоа, меѓутоа би требало да има и графата која што ќе ги опфаќа и социјалните елементи, поради тоа што битно е да знаеме во оваа држава не само колку македонци, албанци и роми има, туку во суштина и колку од овие граѓани живеат под тие субстандардни услови. Напоменавте дека во процесот на подготовка на политиките за ромите не се консултирани доволно добро не се консултирани. Па никогаш не се консултираат ромите. Група, меѓутоа имаме представници и во извршната и во законодавната власт, голем дел од граѓанските организации се жалат на тоа дека нема доволен број кој што се залага за нивните права. Сега го спомнате социјалниот елемент. Како според вас треба да се делува во подобрување на оваа ситуација кај оваа група? Па мислам дека според овие
традиционални методи кои што се уствари користеле досега, да кажеме, политичките партии, ромските политички партии кои што се едноставно диспрезирани во 5 или 15 политички партии, постојано се во функција на поголемите етнички партии, особено македонските две, ПС, и ВМРО, и тие се во служба на нивните интереси, тие се па само како некаков орнамент во самата влада или па во самата опозиција, кога се во опозиција поветуваат, односно поголемите политички партии кои што се предводници на тие опозицијски блокови, односно партиско-коалицијски блокови, па сметам дека ветуваат брда и долини, она што е фактички по традиција усвоено во практикувањето на дневно-политичкиот живот. Меѓутоа, сметам дека овој политички пристап дека кај ромите е многу, за ромите е многу млак и не ги дава резултатите кои што се усвари потребни и не ги предизвикува политиките на владата, односно не учествува ниту во одлучувањето и во носењето на одлуки во самите политички процеси. Како тоа треба да се направи? Треба да се направи, треба поголем отпор. Треба отпор, треба организирање, сметам дека ромските организации, особено кај ромските организации, кои што во суштина имаат некаков капацитет, поради тоа што имаат усвоено и имале пристап до некакво поквалитетно образование. Познаваме многу пријатели мои и блиски кои што биле и надвор од оваа држава на студии, например. Сметам дека треба да се направи една поголема платформа, поголема синтеза на ромски граѓански организации кои веќе граѓанската сфера бија артикулирале во една нова политичка во еден нов политички момент. Политички кој што во суштина ќе ги остави настрана сите оние, како да кажам, разидувања помеѓу себе, односно клонења на едни со други кон една политичка партија или друга политичка партија. Сметам дека постојниве политички партии ромски се за никаде и сметам дека едноставно треба отпор кој што ќе направи поголема мобилизација на ромите со една поинаква филозофија на пристап до политиките, затоа што сметам дека на ромите им последува многу повеќе фактички од ова каузовска држава која што во овој момент им припаѓа само на македонците и албанците. Во вашето излагање напоменавте на некој начин на герила активизам. Точно, меѓу другото. Страна постојат декларативни документи кои што се во насока на подобрување на ромската ситуација. Дали прашањето ми е во континуитет треба да постојат само декларативни документи кои што ќе зборуваат за ситуацијата на ромите? Сметам дека декларативните документи и анализи во суштина послужат, повторно ќе кажам, на она поголема слика која што им одговара, да кажеме, на оние, како да кажам, на оние етнички заедници, особено македонската етничка заедница, која што ги држи во раце ромските политички партии и ромските политички активисти до некаде, оние кои што се делот од ромските политички партии. Меѓутоа, сметам дека ова се смешни декларација, ако воопшто ги има, затоа што сите ние сме свесни дека во оваа држава ромите продолжуваат да се најдискриминирана, најугнетена, најрепресирана и маргинализирана етничка заедница. Тоа можеме сите ние да го забележиме, со самото тоа што ќе видиме колку министри има роми, колку обвинители има роми, колку суди има роми, колку директори има роми, колку олигарси има роми, колку роми во минатото стекнале имот врз база на приватизацијски процеси, како што тоа се правеше во 90-тите и го правеа само за среќа или за несреќа, како да кажам, представници на македонската
етничка заедница, ако можеме да па фактички да ги наречеме представници. Од тука сметам дека ромите во суштина па животот на ромите ниту во последниве години ден откако е конституирана новата влада, ниту во последниве 25 години воопшто не е подобрен, туку сметам дека па стереотипите и предрасудите кон ромската заедница се зголемуваат секојдневно, а ромските политички фактори па немаат па никаква креативност и никаква идеја како тоа да го па надминат, а уште помалку ниту волја и енергија да им препираат на нивните политички коалициски партнери во носењето на одлуки и во окупирањето на политички простор кој што им следува, па и економски. Како активист, како човек и активист кој што најмногу се залага за социјалната правда, сметате ли дека во делот на правичната застапеност оваа етничка заедница не е доволно или ја има доволно застапена? Па како што претходно кажав, па сметам дека тие роми кои што се во извршната власт, па и во законодавната власт, па сметам дека тие се па многу малку и се беззначаен дел и се оние роми кои што немаат никаква па можност, па ниту енергија, ниту волја да можат да препираат на моќта. Моќта во суштина ги има окупирано и ги има асимилирано во однос на политичките процеси. Тие се безгласни букви, односно чинители во самата влада или во самите и институции. Продолжуваат ромите да бидат хигиеничари со секоја чест за оваа функција и оваа работна врска. Меѓутоа, сакам да кажам дека има потреба општеството од поголем број на роми кои ги има, кои сите ние ги знаеме, па меѓутоа културата која што е премногу расистички врзана и кодифицирана кон, како да кажам, ромите не дозволува или не отвора простор за нивно појавување во овие сфери. Пак ќе кажам, многу е значајно ние да видиме роми обвинители. Па нив ги нема роми суди, нема роми, како да кажам, па нема капиталисти роми. Врз база на тоа ние можеме да видиме колку која е економската моќ кај ромите и колку тие па можат да придонесуваат во однос на таа редистрибуција, но и произведување на производи на вредности во самото општество. И сметам дека оваа ситуација на ромите која што е денес е повина на сите нас, не ромите кои што систематски ги угнетуваме, односно не сакаме да го прифатиме реалитетот дека тие се наши луѓе и дека па земете го вие само пример па Скопје 2014 на пример. Над 800 милиони евра фактички вложени се за центарот на фактички градот. Па земете пример, доколку навистина беа од тие пари 10% или 20% да беа вложени, да кажеме, во една ромска општина, односно во Пашуто Оризари, колку ќе се подигнеше и животниот стандард и условите за живот на самите граѓани во таа општина. И во оној случај ќе можевме ние па да очекуваме ние па за 10 години до 15 години па стварно резултати во однос на подигнувањето на свеста и културата на самите граѓани кои што па знаеме во какви услови живеат тие. Како да подемократско општество еднакво за сите? Па за ова мислам дека се бориме сите и дека дури и оние политички фактори и политички партии кои што доаѓаат па на власт и си одат од власт, па макар и декларативно го спомнуваат и го спомнуваме постојано. Па мислам дека без подобар животен стандард, без социјална правда, ние нема да имаме никош демократија, затоа што па сметам дека лошата животна состојба и лошиот животен стандард
им наложуваат и ги детерминираат човековите постапки и демократските процеси, дури и да почнуваат и да завршуваат со денот на гласањето, и во оној момент тие се предестинирани на една, како да кажам, фашистичка пределба, групирање. Па знаеме што што им се случува по традиција на секој изборен ден на ромските граѓани и па со какви па манипулации па се служат, да кажеме, големите политички партии. Кога треба да гласаат бе ромите, кога треба да им помагаат и кога треба да се прави таа редистрибуција на општествениот капитал, односно на па на тие даноци кои што ги земаат од, како да кажем, поголемите компании, па нив ги нема. Затоа сметам дека општеството, но и политичките фактори па треба да се осврнат и сите ние да направиме, да се потрудиме да направиме една подобра верзија од ова општество, со тоа што па стварно ќе се потрудиме да направиме поголема редистрибуција и па можност па за сите да можат па да се школуваат, да можат да се лекуваат, па да можат првично да се хранат по како се вика, добро, и па во таква насока па сметам дека демократијата ќе се дојде, сама нема да дојде, меѓутоа дека ќе се создаваат некакви услови за поголема демократија. Ти благодарам на одвоеното. Ви благодарам и вас.